Здравствуйте, люди, аз съм Стефан от канала Цеглман, како што можете да видите. Денес ќе ви покажам 5 кладби, оплади, како сакате кажете го, што ги добивате секогаш и со кои можеби доколку сакате, можете да заработите некоја пара, но спаметете едно, тој кој живее од меч и ќе умре од меч, така што ова не ви го препорачувам како начин на заработка, туку како некој вид на да излезете интересни некогаш во друштвото, ништо посебно. Ајде да започнеме со трикови. Првата кладба изгледа вака и за неја ви се потребни лишче, например, не е бидно лишче, може и нешто друго, но лишче и пенкало, барем во мојот случај. Ке треба да запишете некој трицифрен број, сега например 248 и ќе треба да кажете на некого тој да го помножи со 7, па со 11, па со 13. И сега вие ќе му кажете дека ова можете да го решите побрзо од него, тој има право да користи калкулатор, вие немате право да користите калкулатор, вие смеете само ова да го... Вие смеете само да пишувате со пенкало, пример. И се што вие ќе треба да направите е, кога ќе го земете листчето, бројот што го имате тука, да го препишете два пати. Пример, сега нели имаме 248, јас два пати ќе напишам 248, тоа е решението. Ако не верувате, проверете. Знам дека е малку чудно се тоа, но работи, така да... Ето ви една кладба. Одиме на следната. За следниот трик ви се потребни 16 парички. 8 сиви и 8 жолти. Во овој пример јас земав парички од 10 денари и од 2 денари. Тоа што треба да го направите е да им кажете на своите пријатели дека треба да ги наредат парите да бидат, например, првиот ред цел сив, вториот ред цел жолти, сив, жолти или обратно, жолти сиви, но имаат право да померат само 2 парички. И бидејќи тоа е невозможно тие да го направат, се што треба да направите е да ги земете овие 2 парички, само тука надолу, ево, јас малку ги искривам, еве го. Многу просто, со тоа што практично вие не ги пипнавте другите парички, сте успеале. За наредниот трик пак ќе користиме ливчето и пенкало. Значи вака, ќе напишеме 5 плюс 5 плюс 5 еднакво на 550. И сега треба да кажете на пријателите или на кого да му покажувате овој трик, дека има право да искористи само една линија, да пушти една цртка и ова да излезе точно. Е сега за овој трик има две решенија. Првото е да ставите тука, што значи дека 5 плюс 5 плюс 5 е нееднакво на 550, а вториот е каде што е плюсот, тука да ставите само кост цртка, со тоа што ќе излезе 4 и ќе биде 545 плюс 5 е 550. За овој трик потребни ви се флаша и сламка, цевче или како и да го викате ова. Треба да им кажете на пријателите дека со помош на сламкава вие можете да ја дигнете флашата, односно да пробате тие да ја дигнат флашата, иако најверојатно нема да успеат, можете да земете пластична флаша, јас земав стаклена, иако најверојатно нема да успеат. Се што треба да направите е сламката да ја пресавиете и со тоа кога ќе ја пуштите тука, да оди надолу. Ова беше фейл. Да пуштите тука така како оди. Сега тука ќе се заглави само во ова. Еве го. Следната опклада изгледа вака, ќе ви бидат потребни две кованици и чаша, на чашата ќе ја ги ставите кованиците вака од страна и ќе им кажете на пријателите да пробаат да ги земат двете кованици само со два прста
без да е допред чашата. Иако тия ако знаят трикът, най-вероятно ќе им успее, на другите няма да биде возможно. Се што треба да направите е ово. Со двата прста ги земате колосата, instant fail. Коланиците приближувате со ова. Они се тука и само ова. А не ја пипнав чашата.